Дневник на Канал Плюс телевизија во 16 часот и 30 минути. Добар ден. Започнуваме веднаш по кратката најава на дел од главните настани на денот. Германската компанија од електромашинската индустрија Кеслер објави дека во иднина ќе инвестира во Македонија. Предвидено е отворање на погон за производство во кој би се вработиле 50 лица. Нови 10 индустријски зони ќе се отвораат во Македонија. Предвидено е истите да се лоцирани во Скопскиот регион, Западна и Источна Македонија и во Повардарието. Со средства од ИПА програмата Македонија и Бугарија ќе ги истражуваат традиционалните ора и песни во Делчево и Благоевград. Проектот ќе го реализира Домот на културата од Делчево и Народното читалиште од Благоевград. Германската компанија од електромашинската индустрија Кеслер објави дека во иднина ќе инвестира во Македонија. Инвестицијата ќе се одвива во две фази и тоа во првата фаза ќе биде отворен центар за истражување и развој во кој ќе се вработат десетина високо квалификувани електро и машински инженери. Во втората фаза предвидено е отворање на погон за производство во кој би се вработиле 50 лица. Компанијата Кеслер произведува опрема и алатки за машинско моделирање и брусење, електромотори, делови за CNC машини, сензори и слично. Ова е прва инвестиција на оваа компанија надвор од границите на Германија. Компанијата која има над 800 вработени во Германија е од братокму Република Македонија. Надлежните министерства и институции изготвуваат план за формирање нови 10 индустријски зони. Предвидено е истите да се лоцирани во Скопскиот регион, Западна и Источна Македонија и во Повардарието. Вработените во Министерството за транспорт и врски, Агенцијата за катастар на недвижности и Агенцијата за планирање на просторот во периодов утврдуваат локации за нови десетина индустријски зони во Скопскиот регион, но и во Западна и Источна Македонија и во Повардарието. Станува збор за индустријски зони чија реализација ќе оди со продажба на парцелите по пат на електронско јавно надавање, со почетна цена од 1 евро за метар квадратен, каде што право на учество ќе имаат сите заинтересирани инвеститори, физички и правни лица. Со новите индустријски зони ќе се унапредат и условите за привлекување на инвестиции од странство, но и ќе се даде поддршка на домашните бизнисмени, кои ќе имаат ефтина цена за купување на земјиштето за изградба на капацитетот и комплетно уредена инфраструктура од страна на општината за функционирање на бизнисот. Индустријските зони ќе бидат под ингеренција на општините, во кои исто така ќе има изголемување на вработеноста. По усогласување и потврда на локациите од страна на општините, ќе се започне со изработка на урбанистичките планови кои ќе бидат финансирани од страна на владата, со што општините ќе бидат ослободени од дел од трошоците за изработка на овие урбанистички планови. Потоа во текот на оваа година ќе се создадат услови за непосредно конкретно инфраструктурно излегување на терен и креација на самите зони. Ова е уште еден добар пример за соработка меѓу централната и локалната власт со цел зголемување на вработеноста и поддршка на домашната економија, изјави по овој повод портпаролот на владата Александар Ѓоргиев. Ова е уште еден позитивен пример кој следува по уредувањето на индустријските зони во Илинден, Битола и други општини за поддршка на повеќе општини. Се очекува сите потребни анализи да бидат завршени кон крајот на февруари по утврдување на локациите. Здравствените осигуреници од денес може да ги подигнат своите електронски здравствени картички од подрачните единици во секој град. Во Штип се пристигнати 1831 здравствена картичка. Новина е тоа што од 1 февруари за децата до 3 години ќе нема потреба за електронска здравствена картичка. Граѓаните од денес ќе може да си ги подигнат електронските здравствени картички за кои поднеле барање пред година и пол. Здравствените картички во петокот беа распределени по подрачните служби на Фондот за здравство во Источниот регион. Во Штип пристигнати се 1831 здравствена картичка од вкупно 106.541 во државава. Сите осигуреници кои што имаат аплицирано за електронски здравствени картички да си ги подигнат во Фондот за здравство, почнувајќи од денеска. Сите овие електронски здравствени картички се платени и ние сме кадровски екипирани за да може да ги на време дистрибуираме електронски здравствени картички. За да не дојде повторно до застој во печатењето на електронските здравствени картички до крај на годината, издавањето ќе го превземе Фондот за здравство.
Исто така, фондот дополнително има направено измени и во правилникот за формата и содржината на картичката. Новина е тоа што од 1 февруари нема да има потреба од посебна електронска здравствена картичка за деца до 3 години. Децата до 3 години нема да аплицираат, така што тие ќе бидат осигурени преку нивните родители, преку носителите нивни. А наредно што се очекува да се направи за електронски здравствени картички е тоа да втората тура кој треба да добиеме електронски здравствени картички се оние електронски здравствени картички кои што рокот на нивното важење истекува, тоа е до крајот на 2016 година. Значи втората тура за добивање на електронски здравствени картички е таа. До крајот на годината очекуваме да комплетно изработката на електронски здравствени картички биде во скопот на Фондот за здравство. Новите картички ќе може да се активираат веднаш по превземањето од страна на здравствените осигураници во фондот или кај матичен лекар. При првата употреба на електронската здравствена картичка кај матичен лекар, осигураникот може да внесе пин за понатамошно побезбедно користење на картичката. 7.000 матуранти од регионот денеска го полагаа првиот дел од екстерното тестирање. Во Штип и Делчево тестирањето помина без никакви проблеми. Останатите тестирања ќе се реализираат утре во четврток и во петок. Матурантите на испит. Од денес започна екстерното тестирање во државата, кое ќе се реализира до петок за учениците од завршните години во средното образование. Во оваа фаза процесот на екстерна проверка на постигањата на знаењата на учениците ќе опфати вкупно 19.931 ученик во државата, кои ќе бидат тестирани по 1662 предмети, за кои беа генерирани и јавно достапни 85.000 прашања. Значи во средно општинското училиште Колен Ихтенин денеска прв ден од екстерно оценување на завршните години, трета и четврта година. Значи имаме и 3-годишно и 4-годишно образование, вкупно 138 ученика беа распоредени во два периода. Значи првиот период започна во 9:30, вториот период во 11 часот. Тестирањето се одвиваше во најдобар ред. Имавме неколку ученици одсутни кои понатаму значи ќе одат во другиот термин кој е предвиден за ученици кои се одсутни. Среда им е слободен ден, полагаат 131 ученик. Едниот ден полагаат 65, другиот ден 66 ученик. Првиот ден се тече нормално, немаме никакви проблеми. Во 3 термини се полага. За дел од матурантите двосмислени прашања го одбележаа стартот на овогодишното екстерно тестирање. Едноставно беше ако знаеш прашањето, ама ако шема ти издаде, па треба да знаеш кои елементи от тази шема се користат. Па по прашањата барем ги знаев, познати им биде, па би требало тројка. Отивам многу у учебник, што ги имаме шеми, а што немаме ги у прашањето и обратното. Па немаме учебник по предмето. Да, професорката мораше материјали посебни да ние да се најдеме. На првиот ден од полагањето екстерни тестови, матурантите во цела држава кои се дел од процесот чекаа речиси 2 часа додека да започнат да полагаат. Меѓутоа, техничкиот проблем подоцна беше решен. Инаку матурантите полагаат екстерни тестови сега, бидејќи во јуни треба да полагаат државна матура која е услов за упис на факултет. Останатите ученици во основното и средното образование ќе полагаат екстерни тестови кон крајот на предстојната учебна година. Викендов во Средното општинско училиште Колен Ихтенин Штип се одржа општински надпревар по математика, на кој учествуваа 41 ученик од средните училишта. Наградените и пофалените ученици после 20 дена ќе учествуваат на регионалниот надпревар по математика кој ќе се одржи во Делчево. Општинскиот надпревар по математика во Штип го организира Сдруженијето на математичари на Македонија и Штипското здружение на математичари плюс. На општински надпревар по математика кој се одржа викендов, знаењето си го одмерија 41 ученик од штипските средни училишта. На надпреварот во решавање на задачи тестовите беа поделени во 2 категории А и Б, на кои учениците за одредено време треба да решат 4 задачи кои носеа по 25 бода. Во категоријата А во прва година нема награди, а пофалени се 3 ученици. Наградените ученици задоволни се од постигнатите резултати за кои подолго време се подготвувале заедно со нивните ментори. Па надпреварот кој што се одржи во сабота, јас освоив 73 поени, второ место под менторство на професорката Љупка Михаилова и надпреварот имаше 4 задачи по 25 поени и се одржуваше околу 1 час. Имаше околу 20 ученици од прва година и од втора година.
На општинскиот надпревар освои втора награда. Се подготвувавме од ноември месец. Вежбавме заедно со професорката по математика. Беше фер на преварот. Сите заедно освоивме добри резултати. На општинскиот надпревар по математика освоив трета награда, односно трето место. За надпреварот се подготвувавме околу 2 месеци, заедно и со професорката и самостојно по дома. За регионалниот надпревар имаме уште околу 10 на 15 дена, ќе се подготвуваме со исто темпо и се надеваме дека ќе донесеме повторно успех на нашето училиште. Освоив трета награда, се подготвувавме од ноември и сега за 13 февруар ќе имаме регионални надпревари и ќе се подготвиме и за тогаш. Покрај наградените имаше ученици кои добија пофалници. Освоив пофалница на надпреварот на општинскиот надпревар по математика. Освоив 43 бода и морам да кажам дека подготовката со помошта и подготовката со професорите многу значи. Се подготувавме 2 месеци со нашата професорка. Задачите беа малце потешки од претходната година, па се надеваме на повише успеси на регионалниот надпревар. Општинскиот надпревар по математика во Штип го организираа Сдруженијето на математичари на Македонија и Штипското Сдружение на математичари плюс, а домаќин беше Средното општинско училиште Колен Ехтенин. На наградените и пофалени ученици им остануваат уште 20 на дена за подготовка пред регионалниот надпревар по математика кој ќе се одржи во Делчево. Со средства од ИПА програмата Македонија и Бугарија ќе ги истражуваат традиционалните ора и песни на Делчево и Благоевград. Проектот ќе го реализираат Домот на културата од Делчево и Народното читалиште од Благоевград. Долгогодишната културна соработка помеѓу Центарот за култура Никола Јонко Вапцаров од Делчево и Народното читалиште Вапцаров од Благоевград се проширува во сериозни рамки. Со заеднички проект преку ИПА програмата за прекугранична соработка помеѓу Република Македонија и Република Бугарија за зачувување на културното наследство во двата региони. Тие ќе ги истражуваат различните, но и заедничките песни и ора, кои традиционално ги негува народот во Пијанец и регионот на Благоевград. Во последните неколку години особено е засилена соработката со Народното читалиште Никола Јонков Вапцаров од Благоевград. Имаме одлична соработка скоро во сите дејности. И еве во 2016 година резултат на оваа соработка е проектот кој што ќе аплицираме веќе е во завршна фаза. Се работи за еден квалитетен проект, се надеваме дека ќе биде одобрен. Тоа е проект од ИПА програмата за прекугранична соработка помеѓу Македонија и Бугарија со наслов создавање на мрежа од организации за зачувување на културното наследство во Благоевград и Делчево. Се надеваме дека овој проект ќе си најде свое место и се надеваме дека ќе го добиеме. Тоа се значи традиционални игри и песни кои што се негуваат во Благоевград и околината и традиционални песни и игри што се негуваат во Пијанецот и во општина Делчево. Меѓутоа покрај тоа има и неколку други значи содржини кои што ќе се најдат во проектот. Набавка на традиционални носи, потоа набавка на традиционални инструменти. Како краен продукт на овој значаен проект за културата во Делчево и Благоевград ќе биде зборникот во кој ќе се најдат сите реализирани заеднички активности на Народното читалиште Вапцаров од Благоевград и Домот на културата Вапцаров од Делчево. И битна работа е што од целото тоа ќе излезе еден зборник на традиционални обичаи, традиционални изворни песни, сето тоа што го работиме во Центарот за култура и во читалиштето во Никола Јонков Вапцаров во Благоевград во еден зборник кој што се надевам дека публиката ќе го прифати. Инаку овие две културни институции од двата погранични региона и досега соработуваа во полето на фолклорот, заеднички организираа концерти како во Делчево, така и во Благоевград. Уредувањето на коритото на Виничка река, отворена бина за манифестации на плоштадот Ангел Винички и дигитализација на археолошкото богатство на музеот Теракота се проектите со кои Виница аплицираше за користење средства од европските фондови.
Општина Виница аплицира со 3 меѓугранични проекти во кои како партнери се општини од соседна Бугарија, а средствата ќе се барат од Европската унија. Програмата Интерекипа за прекогранична соработка Бугарија-Македонија, која е кофинансирана од инструментот за предпристапна помош 2 на Европската унија, за Виница треба да донесе реализација на 2 значајни проекти: павилион на плоштадот Ангел Винички и заедничко управување со ризикот од поплави или уредување на коритото на Виничка река. Со првиот проект е планирана изградба на објект со кружна форма, кој ќе биде подигнат со бетонска платформа и ќе биде повеќенаменски како отворена бина за одржување на различни манифестации со висина од 11,5 метри. Со проектот е планирана набавка на соодветна опрема за функционалност на павилионот од типот озвучување, осветлување и слично. Носител на проектот е општина Банско, а вкупниот буџет обезбеден од програмата за еден проект е од 100 до 500.000 евра, од кои 45% за општина Виница, а 55% за општина Банско. Со вториот проект, во кој партнер е општината Гоце Делчев, се планира уредување на коритото на Виничка река во должина од 1300 метри, од горна чешма до градскиот базен во Виница. Вкупниот буџет обезбеден од програмата за еден проект е до 400.000 евра. Според програмата за инвестиции, може да се искористат 70%, односно за општина Виница за инфраструктурни инвестиции би биле околу 160.000 евра. Со регулацијата и уредувањето на речното корито ќе се задржи осовината на постојното корито, а ќе се води сметка за функционалноста и естетскиот изглед. Ќе се изградат нови подпорни ѕидови, а на места според потребата ќе се реконструираат постоечките. Ќе се уреди хортикултурното течење на реката. Третиот проект, за кој Советот даде подршка на последната седница, е Музејот Новата Стара Ризница, во партнерство со регионалниот историски музеј од Благоевград. Со проектот е предвидено да се изврши дигитализација на археолошкото богатство на општините Виница и Благоевград. Да беше жив, Тоше Проевски денес ке наполнеше 35 години. По повод родениот ден на познатиот македонски пејач, неговиот истоименик Тоше Илиев од Кочани вечерва организира хуманитарен концерт. Ова е 4-ти поред концерт кој го организира Илиев како знак на благодарност за концертот кој Проевски го организираше во 2000 година со цел да се соберат средства за операција на Илиевски. Денеска 25 јануари е родениот ден на македонската легенда Тоше Проевски, кој што денеска ќе наполнеше 35 години. Тоше е пејач кој што го слушаат буквално сите генерации. За него жали цела држава, а и целиот Балкан. Пејачот со ангелски глас, балканската поп звезда, македонски пејач со нежен изглед, се епитетите со кои странските медиуми јавуваа за трагично загинување на балканскиот Елвис Присли. Тоше го сакаат сите бидејќи освен што беше прекрасен пејач, Тоше беше и голем хуманитарец, има помогнато на многу граѓани, а поради тоа беше именуван за регионален амбасадор на добра волја на УНИЦЕФ 2004 година. А пред околу 16 години Тоше Проевски одржа хуманитарен концерт за Тоше Илиев од Кучани, на кој што му беа потребни парични средства за лекување во Германија. После 13 години, како што вели Тоше од Кучани, решил да ги следи чекорите на Проевски и еве веќе 4-та година поред организира хуманитарен концерт по патеките на Тоше. Мојата идеја да го организирам овој концерт дојде во 2013 година, кога после 13 години од моето лекување во Германија, за кое што Ти помогна самиот Тоше, така? Да, за кое што лекување ми помогна Тоше Проевски, односно тој одржа хуманитарен концерт во Кочани, во спортската сала во која што јас го организирам денес концертот. Со тој концерт ми помогна да ги соберам потребните средства за лекување во Германија, како што кажав. Концертот ќе се одржи вечерва со почеток во 20 часот во спортската сала во Кочани. Парите кои што ќе се соберат од влезниците се наменети за лекување на Методи Митев од Кочани, кој има потреба од хируршка интервенција во Кина. Инаку вечерва публиката ќе ужива во музиката на познати музички имиња од македонската естрада. Влезницата чини 100 денари. Националната установа Центар за култура Ацо Шопов од Штип во петок 29 јануари ќе организира хуманитарна представа Хотел ни на небо ни на земја. Билетите ќе бидат по цена од 100 денари, а собраните парични средства ќе бидат донирани на детското оделение при Штипската клиничка болница.
Во петок имате хуманитарна представа. Кажете ни за што поточно станува збор? Значи, станува збор за представата Хотел ни на небо, ни на земја. Ќе играме хуманитарно. Собраните средства ќе бидат донирани во детското оделение при клиничкиот центар во Штип. Од кога ќе започне, во колку часот представата? Значи, представата е од 8 часот. Цената на билетите е 100 денари. Може да се резервираат, нели, ги има информациите на нашата веб страница и на Facebook профилот. Може да се подигнат и на билетарите во Домот на културата и во зградата на театарот. Дали имате некои планови за воиднина за некои останатиите такви концерти, односно представи од хуманитарен карактер? Па да, тоа во план ни е тоа да ни стане како една традиција. Сега ќе видиме, зависи и спрема, нели, обврските и можностите. Планираме во план ни е да биде едно, така да кажам, квартално, на секои 3 месеци, да имаме дали концерт, дали изложба, некоја која што собраните средства, минимални колку што можеме, да ги донираме негде на помош на тие што имаат потреба од парична помош. Народната установа Универзитетска библиотека Гоце Делчев Штип на 29 јануари ќе организира 2 книжевно-музички перформанси посветени на Тоше Проевски и Гоце Делчев. Заинтересираните може да се пријават до среда 27 јануари. Националната установа Универзитетска библиотека Гоце Делчев Штип во соработка со Совет на млади при општина Штип организира 2 книжевно-музички перформанси во еден. Насловени "Тоше има само датум на раѓање" и "Гоце Делчев великанот роден за да не учи и води". Всушност тоа е датум меѓу двата родендена на Тоше Проевски и Гоце Делчев. Предвидени се следните активности: читање на лични творби за Гоце, за Тоше или на теми блиски до нивното делување, рецитација на песни испеани од Тоше, рецитација на песни за Гоце Делчев, драматизација на книжевни диалози во кои се јавува ликот на Гоце, пеење песни за Гоце Делчев, пеење песни испеани од Тоше Проевски. Претходно формирана комисија по завршување на перформансите ќе додели награда за најуспешните. По тој повод од денес до среда 27 јануари ќе трае конкурсот за пријавување на учество за сите заинтересирани локални поети, писатели, рецитатори, љубители на пишаниот збор, членови на литературниот клуб Искра, професионалци и аматери, хорови и музички групи. Сите заинтересирани можат да се пријават на мејлот на Националната установа Универзитетска библиотека. По завршувањето на перформансите, претходно формирана комисија ќе им додели награди на најуспешните. Во општина Кочани денес се избираа најуспешните спортисти за 2015 година. Доделувањето на наградите ќе се случи на манифестацијата избор на спортист за 2015 година, која ќе се одржи во петок 29 јануари. Представниците на медиумите и спортските редакции денеска го извршија изборот на спортист за 2015 година, како и на најдобра екипа, најдежни млади спортисти, спортски работник и спортска личност на годината. Во услови на ограничени спортски резултати и достигнување, како и непријавени на изборот, новинарите за спортист на годината на општина Кочани го избра каратистот Мартин Стојменов. Покрај него гласови добија каратистот Димитар Јакимов, фудбалерката Анета Георгиева, гимнастичарот Петар Каров и кошаркарот Иван Серафимов. За најдобар клуб за 2015 година е избран карате клубот Партизан, пред ЖФК Кочани и гимнастичарскиот клуб Кочани и кошаркарскиот клуб Баскет Дино. Титулата најдобар тренер ја понесе Никол Чеколев пред Оливер Јовановски и Оливер Коцев. Признанието најдобар спортски работник за 2015 година постхумно му доделено на доктор Блаже Георгиев. Членовите на комисијата за избор на најдоброто во спортот во општина Кочани за спортска личност на годината го прогласија претседателот на општинскиот фудбалски сојуз и претседател на ЖФК Кочани Љупче Папазов. Покрај тоа, во знак на благодарност за повеќе да се риска да соработат околу изборот на спортист на општината и големиот придонес во тој дел, колегите од комисијата одлучија да му доделат посебна награда на доајенот на кочанското новинарство Киро Герасимов. Манифестацијата на доделувањето на наградите и признанијата ќе се одржи на 29 јануари во хотелот Национал.
Вчера вечер на регионалниот пат Богданци-Дојран мешовита полициска патрола открила 2 случаи на криумчарење на мигранти во која се вмешани 20 жители на општина Штип. Во првиот случај во патничко моторно возило Volkswagen Vento со штипски регистарски ознаки, управувано 29-годишниот МС од село Кучица, Штипско, биле пронајдени 6 илегални мигранти. Во сопреното патничко моторно возило Ford со штипски регистарски ознаки исто така имало 6 илегални мигранти, а возачот успел да побегне. Пронајдените мигранти и едниот возач се приведени во најблиската полициска станица за понатамошна постапка. Од МВР известуваат дека по возачот кој избегал е започната потрага. Кризата со мигрантите и бегалците во Европа, меѓународниот тероризам и функционирањето на демократските институции во Полска ќе бидат во фокусот на зимската сесија на Парламентарното собрание на Советот на Европа, што ќе се одржува од денеска до 29 јануари. Во врска со мигрантската криза ќе бидат разгледувани 2 извештаи: Средоземното море, врата за илегалната миграција и организираниот криминал и мигрантите. Што се однесува до меѓународниот тероризам, парламентарците од земјите членки на Советот на Европа ќе расправаат за извештаите на тема за странските борци во Сирија и Ирак и борбата против меѓународниот тероризам со заштита на стандардите и вредностите на Советот на Европа. Политичките лидери на речиси сите сојузни држави и територии во Австралија потпишаат декларација со која се согласуваат земјата да стане република. Австралискиот премиер Малколм Тарнбул и лидерот на опозицијските лабористи Бил Шортен исто така се согласуваат да се прекине врската со британската монархија. Единствен кој не ја потпиша декларацијата е лидерот на Западна Австралија Колин Барнет, кој ја истакнува својата приврзаност на републиканската идеја, но смета дека сега не е време за нејзино покренување. Австралија функционира како уставна монархија во која кралицата Елизабета е формален шеф на државата, представен преку генералниот гувернер на земјата. 5 лица ги загубија животите, а околу 100 се повредени како последица на големите снежни врнежи кои го зафатија по големиот дел од Јапонија, особено западниот и јужниот дел од земјата, пренесува агенцијата Кјодо. Во западните области на Јапонија во неделата се забележани рекордни ниски температури и обилни врнежи од снег. Во сообраќајни несреќи настрадале околу 100 луѓе, а 3 лица ги загубиле животите. На јужниот остров Кјушу, каде снегот е голема реткост, во градот Нагасаки наврнале 16 сантиметри снег, што представува рекорд за овој град, а во Кагошима наврнале 10 сантиметри. Македонската ракометна репрезентација денес ќе го одигра вториот надпревар во групата 1 на Европското првенство во Полска. Противник на црвено-жолтите ќе биде Норвешка. Македонија во овој надпревар влегува по тешкиот пораз од Хрватска, додека Норвешка на општо изненадување славеше над Полска и остана во игра за пласман во полуфиналето. Надпреварот со Хрватска дефинитивно беше најлошиот на оваа генерација во изминатите неколку години. Мотив повеќе за ракометарите ќе биде фактот што Норвешка може да им го загрози пласманот на квалификациите за Олимписките игри во Рио. Во овој момент Македонија има обезбедено настап на квалификацијски турнир, но доколку Норвешка стане европски првак или пак во финалето игра против Франција, тогаш тие ќе играат квалификации за Олимписките игри. Норвешка во многу нешто игра сличен ракомет како и Хрватска, цврста одбрана со брзи транзиции и многу шутеви од надворешните позиции, а доколку сака позитивен резултат, Македонија ќе мора да игра трпеливо во нападот со минимум технички грешки. Дуелот Македонија-Норвешка ќе започне во 18 часот и 15 минути, а потоа во групата ќе играат Полска и Белорусија. Со спортските вести го завршуваме првото издание на Дневникот. Следното е веќе во 20 часот. До тогаш имајте пријатно попладне.